Драги мои, добар ден. Време е да стартуваме со нова работна недела и секако со ново издание на Црвена линија. Репетитио ест матер студиорум. Повторувањето е мајка на знаењето. Политичарите се менуваат, ама политиките не. Македонија како да го живее филмот Groundhog Day или кај нас познат како Денот на дабарот. А во Македонија за ова има одлична поговорка што вели: "Симни се мурто да јавне курто". А тука ќе ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми, меѓу другото Facebook Црвена линија, секако Facebook телевизија Телма, Twitter и Instagram. А кога сме кај Facebook, ќе ве потсетам веднаш да го сторите тоа, да кликнете на профилот на Црвена линија и секако еве како изгледаме таму. Денес темата, еве може да видите, Црвена линија, сезона 3, епизода 124, она за што ви најавив, а секако задолжително кликнете и на видеото. И кога сме кај видеото, ќе подсетиме, сличноста е случајна или намерна? Дали имаат ист професор? Тоа прашува Црвена линија. А секако секој некој што ќе се вклучи во Црвена линија ќе прашаме дали им верувате на политичарите и зошто не. Ваше е секако да ги најдете, разоткриете доколку има разлики или пак доколку сметате дека нема. Сличноста е случајна или намерна? Дали имаат ист професор? Тоа е она што ве прашуваме денес во Црвена линија, а меѓу другото ќе ве потсетам дека политичарите немаат промени и зошто немаат промени во односите со јавноста. Тоа е она за што ќе зборуваме денес. Дали станува збор за иста агенција? Што мислите вие? Дали всушност народот има потреба некој да го лаже? Зошто им веруваме на политичарите или им верувате или на политичарите и зошто не? А анкетата ќе ве потсетам секако, еве кога сме веќе кај социјалните медиуми, не заборавајте покрај тоа што нели верувам ќе кликнете на профилот на Црвена линија и ќе коментирате, ќе лајкнувате и ќе шернувате, задолжително заследете на Инстаграм, можете и таму да го споделите нашето стори и се разбира во голем број да дадете одговор на денешното анкетно прашање кое гласи: дали им верувате на политичарите и зошто не? Имате две опции за одговор: да, не, ќе образложите секако верувам со вклучувањето во денешно издание на Црвена линија. А сега одиме во продолжение да ве загрееме со следниот прилог. Добар ден, како сте? Директоре, почитување, како сте? У моје мало? Да, тука живеам. Чекај сега да видим. Значи, жито ориз од кочани може да произведе леп за 32 дена. И 500 грама. И 500 грама. Значи да се митра. Значи може. Жито ориз може да произведе за 32 денари 550 грама. Кои не испорачуваат леп за 32 и 33 денари? Пак како што кажете, по-големите фирми, како што е Фурна Диме. Фурна Диме не испорачува. Специјал не испорачува. Од основните бели лемови. Жито Лукс не испорачува. Јас сум кажал, нема да дозволам некој да се богати на грбот на граѓаните. И ова одлука ќе биде на сила. Затоа што се покажува дека може да се произведе во Кочани и да се достави во Скопје за 32 дена. Имаме најава дека од утре најверојатно некој од овие компании ќе почне да... Треба да почне. Ја и сега имав пред медиумите изјава. Тоа е. Затоа зашто тие фирми кои што не испорачуваат, тие ги добија најголемите субвенции за струја од 80 евра мегават час, кога беше 500 евра мегават час. Тоа е според калкулацијата која што ја покажавме, а таа пекарите ја правеа калкулација. Добро, дајте ми корпа да си купам за леп, кога беше леп за дома, кога сме ушли тука. Од 148 денари на 97 денари.
Значи и тоа можело. И брилјант исто, од 152 на 109 и најавило уште намалување. Да. И си кажа директорот, бевме заедно на прес, вика ги намалам до 100 и под 100 денари. Hvala vi, imajte ubав ден. Убав ден и ви. Благодарам. Пријатно. Така. Па сега наред сте вие, драги мои. Процедурата до црвена линија ја знаете 0230700005. Телевизорот, звукот негов намален до крај и веќе вклучуваме прв гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Па прашање до вас, зошто политичарите немаат промени во односите со јавноста и дали според вас станува збор за една иста агенција? Затоа што се бизнисмени. Така продолжете, имате 90 Да продолжам? Да. Бизнисмени се тие, секој што сака да основа бизнис, станува политичар. Ме разбирате? Да. За тоа се тие... Еве, вие им верувате ли на политичарите? Не им верувам на ниеден политичар. На ниеден политичар не верувам. Зошто? Затоа што лажат сите. Те гледат во очи и лажат, да не зборам нешто друго. Може ли да поздравам некоја на брзина? Кого? Сите бугари во Македонија, да не биде говор на омраза, сите ги поздравам со песната Бисер Балкански од Илинден. Добро, прифатен е поздравот, верувам, од нив. Еве, го искористивте времето за тоа. Ајде сега да ми дадете одговор на нашата анкета. Има ли политичар кој што не лаже, да или не? Нема што не лаже, сите лажат. Добро, дали имате нешто да додадете на темава? Уште колку време имам? Уште 17 секунди. Добро, може. Ве поздравувам многу вас. Ве гледам нон-стоп, цело време ве пратам. И јас ви велам благодарам за јавувањето и секако продолжете да не гледате. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Па еве, според вас, зошто политичарите немаат промени во односите со јавноста? Дали според вас станува збор за една иста агенција? Политичарите со јавноста зависи од кој политичар. Тука не е се сите политичари да ги ставиме во еден кош. Затоа што некој политичар има добри односи и со јавноста и со граѓаните во поглед на сите оние работи кои што се зацртани во програмата на владата, кој што треба да се спроведува. Искајам да ви кажам, јас најголема доверба имам во министерот Бектеши и во премиерот Ковачевски, затоа што тоа што го рекоа и тоа го направија. Нека извини секој кој може да ме демантира, го донесоа лебот црн-бел на 33 денари, го донесоа. Почнаа да препукувањата со мелничарите почна, ама мелничарите не се влада. Мелничарите се организација и не треба да не се спроведува одлука на владата за да ќарат од сиромаштијата на граѓаните. Јас затоа викам, не треба да бидеме скептици, некои политичари си ја спроведува програмата на владата, како и министрите, така и председателот на владата. Затоа јас сакам да продолжат со овие намалување на цените и на тестенините на млекото и млечните. Дали гледате сличност во кампањите, еве, она што е обраќање кон народот? Нема сличност во кампањите. Нема сличност. Благодарам многу за јавувањето, секако продолжите да не гледате. Добар ден. Добар ден, црвена линија. И убав ден. И најубав ден. Па да ви кажам, политичар, знаеш како викаат? Ако на некој вика у очите гледа и те лаже, вика тој е прав политичар. Ова значи не е измислено, ова е кажано нешто од некого точно. И така да не може политичар да не излаже. Ја не верувам дека имам, мада и во луѓето ние сите некој пат на некој начин
некој пат имаш потреба да излажеш, да дојдеш до нешто било што, така да мислам дека нема човек што не лаже за политичарите, тоа нема тука. Секој втор збориње ние автоматски гледаме на каков начин и како доаѓа, да речам, сега со честни исклучоци, така да се дека има честни исклучоци. А најдувате ли сличност еве во кампањите во кои што им се обраќаат кон народот и така натаму? Па ништо, тоа сакав и да го кажам. Затоа што имате вие во кампањата обеќава, од тоа ништо не можеш да видиш после остварување. А имате вие и во кампањата некој што обеќава и остварува. Така да затоа викам со честни исклучоци. Така да политичар, тоа е таква дипломатска, не знам како друго да ја кажам, некоја посебна дипломатија кај политичарите, за да може да го убедиш некого, сега на каков начин се гледа. Мислам, сите знаеме и многу видовме овако сега во овие, колку да кажам, повеќе години, значи како све помина и колку све народот беше излажен буквално. Значи, и ќе прашам оваа анкета, има ли политичар кој што не лаже? Да или не? Не, такво не постои, тоа е политичка дипломатија. Дипломатија на политичар, не постои политичар што не лаже, тоа нема шанса да дојде. Благодарам сега го што искористивте вашата шанса и се вклучивте во Црвена линија. Продолжуваме со вас понатаму. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Да? Ве слушаме, па еве, според вас, зошто политичарите немаат промени во односите со јавноста? Дали според вас... Ја мислам дека не се сите исти. Добар ден, го поддржувам потпуно гледачот пред господјата. Добро. И голем поздрав до премиеров и посебно до Бектеши, свака им част. Како што кажа така, али ние луѓето не ја гледаме другата страна, само знаеме да напаѓаме дека политичарите се најлоши. Овие, ние сме луѓе уште полоши од сите. Не може он да го земе стапчето волшебно и на сите да ни нареди што треба. Како можеше у цела Македонија да има рачун да го месат лебот по таа цена, а у Скопје не може. Срамота е. Срамота е. Не треба сите да ги ставаме у исти кош. Не сум за никого. Не е тоа, ама треба малце да гледам и пореално. Еве сега најавува дека ќе намалат и млечните производи. Им дадоа субвенција на струја, им дадоа субвенции за ова, за она, па што сака? А еме да ве прашаме дали наоѓате сличности меѓу кампањите на политичарите кога им се обраќаат на народот во однос на рекламирање? Добро, сега, слушавам, никој не може све да испуни. Тоа е факт, точно е тоа. Дека мора некаде, што викат стариве, некаде и лагата помага. Не може да бидат сите исто, да направат све што ќе кажат. А гледате ли сличност, еве? Како? Дали гледате сличност во кампањите на сите политичари? Па гледам слично, јас сум задоволна од Ковачевски, да ви кажем право. Заев поребеше, али сега свака му част. Ми е стабилен, у голема криза, у војни, у ова, у она, у све. Ние тоа ништо не го цениме, само кажуваме дека е све скапо, дека све не е убаво, а не сме останати никој ни без пензии, ни без плати. Благодарам многу за вашето јавување во Црвена линија. Одиме понатаму, добар ден. Здраво, здраво. Здраво, здраво. Па вака, другарке. Кажете, пријателе. Пријателке, како сакаш речи, ако сум така... Другар, еве, може на времето беше другар, така е. Па еве, ќе почнеме, дали имаат промени во односите со јавноста, дали гледате сличности во кампањите на политичарите? Биди, не им помага више ништо на овие, наречито овие што беа до сегашна власт. Дали и опозицијата што беше исто власт. Значи, они немаат више, ја не верувам дека имаат кредибилитет, а инаку што се однесува дали ќе исполнат нешто, нема да исполнат ништо, може само да испразнат касата, ништо повеќе не може да направат. За друго и не ги ни било освен да испразнат касата. А вака ќе кажам, па нели луѓето се заљубуваат, па се засакуваат, заљубуваат, па на крај бегуваат у брак, па формираат фамилија и на крај недоверба, така? Така. Доаѓа до разводи, до чуда, може и поекстремни работи. Така да
ние кога сме ги бирале некојаш, нарочито е на почетокот, сега више многу не гледам политички партии, гледам како најголеми душмани. Али на почетокот кога сме се надевале дека ќе биде општеството подобро, кога видовме дека сме изиграни, веруваме дека исто како тоа со бракот што го спомнав, ама грам доверба немам, ни еден, значи дури и во себе више немам доверба, да не сгрешам со рачето моје, да окружам некој што ќе ме зафркава. Но секако не изгрешивте што се јавивте во црвена линија, а во продолжение, еве сега накратко ќе ја вклучиме и временската машина и ќе ве однесеме во едно не толку далечно минато, па ќе видиме како Груевски ја водеше својата кампања, односно како се справуваше со социјалните проблеми на народот. Во Жировница моментално со група граѓани се жалат за долго чекање на продолжување или добивање пасоши, како беше? Нови пасоши. За нови пасоши. Нема продолжување, нови пасоши. Две недели чекале и така. Може ли да се забрза тоа? Јесте мојата омилена телевизија, морам да. Кој канал 5? Ќе се забрза сега? Нема тоа да се. Океј, еве тука се дојдени се од нели има печобари многу тука. И викам чекаме треба се вратиме не многу долго, 2 недели. Те морам да реагирам за тоа и второ, овде во Жировница има некоја напуштена објект напуштен од полициска станица. Од една страна, од друга страна има многу гужва со возила во летниот период бидејќи доаѓаат луѓето што се на печоба. Прашува дали може да се урне, бидејќи е одамна напуштена. Значи најверојатно ќе може, така? Ај провери па потврди ми за да им потврдам тука. Океј, во Жировница, да. Ајде позор. Најверојатно ќе може, но сака да се провери со службите. Ете, малку ве подсетивме, што значи она што ве прашуваме, дали наоѓате разлика, дали сметате дека политичарите немаат промени во односите со јавноста и всушност дали станува збор за една иста агенција. Но кога сме веќе кај социјалните медиуми, ќе ве потсетам, црвена линија е профилот на кој што треба да кликнете, да не заследите, тоа го направија и некои гледачи кои што еве во моментот веќе коментираат, па ќе ви споделам и коментари кога сме веќе кај темата. На прашањето дали им верувате на политичарите, дали сличноста е случајна или намерна и дали имаат ист професор, еве можете да видите како изгледаме и визуелно на темата на профилот црвена линија. Во продолжение секако ќе потсетам дека имаме и коментари. Имаат исти газда, не професор, напишал Тоди Табанов, додека Бледовски и Пупковски Зоран има напишано немаат идентитет, се имитираат. Ете така. Можете да ги видите и сега го продолжете да коментирате, шернувате, лајкнувате и на Инстаграм да дадете одговор секако на Инстаграм стори анкетата која што денес гласи има ли политичар кој што не лаже, да или не. Што ќе каже следниот гледач? Добар ден. Добар ден. Па еве според вас има ли политичар кој што не лаже? Нема, затоа што не се прави политичари. За да бидеш прав политичар треба да имаш свој идентитет од раѓање, што се вика, а овие се научени и сите лажат и го опустошија народот. Не знам како да ви објаснам. Еден ќе дојде, ќе краде, друг ќе дојде, па пак. И така народот стана скептик, више не верува ни на своето, ни на ништо. А еве како ги коментирате кампањата, односите со јавноста, дали гледате некаква сличност, различност? Како што вика, стани мурто да седне курто. И затоа не им верувам и нема ни да верувам, затоа што сегде како ќе прашаш во поранешна Југославија, зборам за тие земји, колку е плата, како е плата, ние сме испод дното на државата. А све се бара, а све се краде. Зошто? И тие се политичари што не мислат на никој друг освен за себе. Или кој ќе видат дека ќе биде густо, ќе си побегнат како некој што го појавивте сега пред малку во кадарот.
15 години не пустошеше и со очила што носи од 2 професорски плати. Така, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Одиме понатаму со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Па еве, според вас има ли разлики или сличности во однос на кампањите и односите со јавноста кога политичарите им се обраќаат на народот? Дали се слушаме? Да, има разлика. Опозицијата има стратегија и план и со програма работи, а ненароднава власт со пари работи. И зато не верувам во политиката. Уопште не верувам во ниеден политичар. Му верував на Груевски, един достоен премиер беше Груевски. Тука може 40% на Бранко Црвенски да му дам подршка, а на другите на ниеден. Искрено ви кажувам. Ниеден политичар не заслужува пошто го вреđат народот. Еднаш председателот на опозицијата не го навреди народот. Зашто народот ги бира за да бидат политичари. Зошто се тепат они да бидат политичари? Не се тепат за друго, за пари и за крадење. Како може еден ненароден одбран премиер да плаќа луѓе од Бугарија, од Делцево, од Пекчево, од Кочани, од Струница, од сегде, да ги носи во прилеп, а жени на АПЖ, антифашистичка комунистичка партија. Ништо повеќе. Ништо повеќе, ништо помалце, него побргу да си одат, да ги сопрат кафината, зашто малце по малце се киднапира и се ги снемува. Се извинувам, а еве за анкетното прашање, има ли политичар кој што не лаже? Има, ама претежно, извинувам, не ве слушнав, претежно лажат, ама има и исклучок што не лажат. Така, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во Црвена линија сте, па еве, гледате ли некакви разлики во однос на кампањите, односите со јавноста, како политичарите им му се обраќаат на народот? Вака е, ќе тргнам, јас немам право на гласање никаде. Јас сум исклучок во оваа држава. И ни подметнувате што немаме право, ни подметнувате пасоши со новото име и презиме и да ги минеме границите. И да се осигураме ние како претходница одиме во други држави за да видат они дали ние ќе се движиме слободно со тие пасоши. Замисли сега, јас по име и тој, роден во тој и тој реон, во таа замислена држава, и јас го носам се уште името од раѓање, а имам други работи. А тоа што рековте, дали има политичар што не лаже, дали вие ќе седите таму без пари денес и да ме слушате мене што ви кажу? Не. Значи, мора да ве плата. А тој е должен да го брани оној што го мисли дека му е бос. Знаеш, тоа е како клановите што беа белградски и крватски. Тие си ја има одамна таа разлика и не сакам да навредувам за... Благодарам за вклучувањето. Ке подсетам подоцна на сите кои што ќе се вклучите, внимавајте само на тајмерот, 90 секунди е време траењето. Одиме на Твитер, секако и твитерџи имаат коментари на денешната тема, па ќе стартуваме и со нешто што напише Ичезата Раковски. И ние прво се собираме од работа, па чекаме да дојдат фотографот и камерманот и после уиме полеп. Скроз спонтано. Одиме секако со вас, она за што зборуваме, ќе подсетам за тоа колку народот има доверба во политичарите, зошто политичарите немаат промени во односите со јавноста, дали станува можеби според вас за една иста агенција која што ги консултира, и анкетното прашање, има ли политичар кој што не лаже. Инаку Прч има напишано и во 2020 година кој ги прави тие неискрени
искусни функционери и политичари од училиште во фотелја, ни приправници не биле, погледнете ги сериозните држави. Какви искусни возрастни политичари ги водат. Ако имаме гледач, продолжуваме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Се слушаме, вие дали ме слушате? Одлично ве слушам, повелете. Баш ми е мило и драго. Па вака, овие сегашниве политичари последниве 6-7 години се жива превара. Една шајка не закова у Скопје, па не знам нешто и у Македонијава дали направиле. Додека Гриевски, додека беше, го направи Скопје 2014, за мене поубав град Скопје од 2014 година, пошто ја живеам во строг центар и знам што имаше порано тука. За стиропорот нема да зборам дали е квалитетен или неквалитетен. А што ќе кажете во однос на кампањите и односите со јавноста? Гледате ли сличности и разлики? Како ви личате? Па не гледам никаква сличност. Овој Ковачевски се гледа ептен дека гучел некој, толку е вештачки, само за сликање. Не знам кој жив му верува, освен оние што се околу него. И овие сегашниве политичари последниве 5-6 години се за чисто личен интерес. Гледате кој фотоволтаици, кој марихуана, кој недвижности, бира его што ти драго. Што да ви кажем? Лепота, убавина. Според вас има ли политичар кој што не лаже? Тоа не е анкетно прашање. Па не знам, сега у моментов од овие последниве 5-6 години што се нема што не лажат, сите лажат. Мислам од позиција. Од претходните? Па не знам. Груевски најмалку лажеше. Груевски која беше имаше 7 GDP у југоисточна Европа, може и у средна Европа најголем. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Ќе подсетам, само внимавајте на времето, 90 секунди. Го објавуваме тајмерот, што значи нема да биде проблем да го мерите времето на вашето излагање. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. И убав ден. Најубав ден ви посакувам и јас. Па еве, според вас има ли разлики во однос или сличности во однос на кампањите и односите со јавноста кога зборуваме за политичарство? Моето излагање е следно. Изминативе 30 години после распадот на Златна Југославија, ние политичар немаме. Имаме политичари за партиите, а државотворен политичар кој што мислел за државата ни тој еден немал. Зошто е тоа така? Да го кажам на дете во претходно кој што живее у центарот на градот. Го направил Скопје со стирополи. Па тие колку ќе истраат? Мој синко, 800 милиона, 1 милиарда ве коштаат тие Скопје 2014. Знаеш што значи тоа? Една нова хидроцентрала на Црна река. Меѓутоа, ако вие спите на тоа ово дека тие биле покорисни, нема проблем, ќе видите, крајот ќе го каже се. Се ќе каже, меѓутоа јас ги окривам и граѓаниве, вака грешат граѓаните. Политичари без темел, без фамилија, од фамилија која што потекнува не може да биде политичар. Земи го од улица со две дугмиња и еден джемпер, излези после со одела и прави се шминкер или политичар. Не, тоа се е лага. Верувајте дека е лага, народот наседнува на такви, меѓутоа не сакам да бидам ригорозен, тука има многу мало граѓани кои што ги имаат се уште. За разлика од сите, јас Ковачевски мислам, ако бидат подисциплиниран и поригорозен, со камчик ќе успе. Благодарам за јавувањето. Продолжете да не следите понатаму. Одиме со нови 90 секунди за нов гледач. Добар ден. Еве, ќе дадам, ќе причекам, се разбира, предност имаат гледачите кои што ги вклучуваме во црвена линија. Ќе повторам, намалете го тонот на телевизорот, иако морам да ве пофалам, во ова денешно издание не мораше да се подсетуваме на основното правило, што значи се е јасно. Меѓу другото, само внимавајте на тајмерот, тоа е најважно и не заборавајте, се разбира, да го мерите времето на излагањето, бидејќи автоматски се вклучува црвена линија. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Ало. Секој е добро, црвена линија. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Видите вака. Политичар дали има што лаже и што не лаже. Ја викам политичарите
не знаат што е лажење. Што е тоа лага, не го познаваат. Зошто го викам тоа? Ако знаеш што е лага, нема да го прави тоа. Го не знаат. Еве, например, знаеш колку пати Македонија цел народ го излаже на сметка на децата на фамилијата. Он не знае дека лажи. Ако знае дека лажи, знае дека штета прави на децата на фамилијата. Од кај утре, што ќе му се случи? Тие толку се узвишени, толку се образовани, толку се, като кажам, изнад луѓето, не можат да разберат дека лажат. Мислат дека тоа е се нормално што го прават. И затоа не лажат тие. Кажуваат она што го знаат, она колку што научиле и нема тука лага. И си се раз. А ако би знаеле, јас ќе се колнам во деца во фамилија, за некој работа утре ќе прави инаку. Значи нешто го рецовене. Тука е катастрофа. Политичари. Тие се што ќе му кажат да укради ќе му речат ова, то не е за него кражба, тоа е нормално. Или да излажиш некој човек нешто го превариш. Не е то превара и лажење, тоа си е нормално, политичар си, така треба. Тука е проблемот. Проблемот е по тие луѓето што, како да се кажам, се нашле таму и си го тераат теркот. Лагата е нормална, работа верифицирана, загарантирана. Добро, благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Секако продолжуваме со вас, ќе ве потсетиме и денес дискусијата во Црвена линија е зошто политичарите немаат промени во односите со јавноста, дали според вас станува збор за една иста агенција и зошто им веруваме на политичарите или им верувате ли на политичарите или зошто не, а секако и анкетното прашање, има ли политичар кој што не лаже, што ќе каже следниот гледач, ке слушнеме сега. Добар ден. Добар ден. Ацо Гиновски на телефон, поздрав. Голем поздрав и до вас. Политичар што не лажат од политичарите. Значи 99% лажат. Така да, јас ќе преговорам малце за уводната снимка што ја дадовте со премиерот за левот. Ќе кажем дека он таков леп не користи. Зејтинот најверојатно му служи за сончење, за на плажа, а макарони он не ни пробал, не ни знае што се макарони. Така да, по тоа се гледа дека лаже. Мислам дека верба од уназад од 5-6 години, од кога се дојдени на власт, е све наназад, државата ни пропаѓа, ни тоне, се црпат парите, се крадат парите, ништо не е изградено. Ајде, во однос на кампањите и односите со јавноста, дали гледате сличности како политичарите или може би разлики му се обраќаат на народот? Се едно исто се врти у круг. Значи, се едно исто, а вистината нигде ја нема. Тука е прашање, тука е проблемот. Значи, секаде се едно и сите партии, не зборам за преходните, викаат дека ВМРО крадело, ама они крадеа и градеа. Ама сега они затоа тогаш изгубија. Изгубија, дојдоа овие што направија? Крадат, а ништо не градат. Ништо, една шајка не турија. Така, благодарам и вам за вклучувањето. Добар ден. Ало? Добар ден, Црвена линија. Јас сум вклучена, така? Да, повелете. Добар ден, Душан. Јас вака ќе кажам, значи врз основа на, да кажам, две фотографии што Ковачевски и Груевски купувале геврек, е далеко од вистината дека имаат исти пиар. Значи, ако имаат исти пиар, тогаш тој требаше да го советува Ковачевски, предходно неговиот предходник, да изградат десетина индустријски зони, како што ги изгради Груевски, каде што работат 100.000 луѓе, тогаш ќе ни тргнеше работата. Значи, не можете да ги споредувате воопшто едноставно. Ова е сега чист популизам, да ви кажам. Дали воопшто имаше потреба да се зголемува Зејтинот, дали имаше потреба од ваква драма со лебот, за сега пред изборите го намаливме Зејтинот, еве сега ќе имате леб, дајте им на овие гладниве што седат за да гласаат за вас. Ова е чист популизам на оваа влада и ништо повеќе. Јас се извинувам единствено што не сакам да ме прекинете, меѓутоа би сакала да поставите една тема
на која што би разговарале луѓето и која што би гласила наместо минатиот петок што поставивте дали од фасадата можат да се направат цивки, би сакала еднаш да поставите прашање дали од оградата што ја извади СДС околу владата и која што ја личеше таа влада, каде е и дали од незе можеше да се направат цивки. Значи, понекогаш прашањата треба малку по-така да ги срочувате таму каде што има пари. Од фасада не може. Благодарам многу за јавувањето, секако се забележува, па и вашите предлози. Одиме понатаму, ако има гледач, секако ќе повторам, гледачите имаат предност, секое време, секоја секунда е посветена за ваше вклучување. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Убав ден. Најубав ден и вам. Благодарам. Па така, има сличности во кампањите и кај позицијата и кај опозицијата. Сега потоа после се јавува разлика. Дотуше и кај двете. После ќе продолжам на тоа, сличности и разлики. Единствен политичар на кој што можеше да му се верува, тоа беше господин од Груевци, со примерот што го покажавте со таа илустрација, но требаше да го дадете и мало сутра. Како илустрација да видиме овој народ какви политичари, какви политиканти не водат државата и не водат нас, граѓаните, луѓето, што живееме тука, што чмаеме, што децата ги тие, со нивните морбидни политики ги раселуват и ги раселијат по светот. Единствен политичар како што беше Груевци, оспаруваше и нешто што не ветуваше. На некого тоа не му се допадна. На оние што ја кројат големата политика и на овие наши петоколонаши. А според вас има ли политичар кој што не лаже? Тоа не е анкетно прашање. Има ли политичар кој што не лаже? Па сега има што не лаже, па да речеме Груевци не лажеше. Не знам он што нешто ветил, а не остварил. Мислам дека тој не лажеше. Остваруваше и тоа што не беше ветено. И логиката на неговото остварување беше економска, да има економска основа. А оваа претходно господја што се јави дека Ковачевски е дал и за пензиите, знае ли таа од кои пари се тие пензии? Благодарам многу за јавувањето. Внимавајте, уште еднаш ќе потсетам на тајмерот. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Дали има политичар што не лаже? Тоа не е анкетно прашање. Да, според мене нема. А најдобар политичар е тај што најдобро лаже. Ајде, во однос на кампањите и односите со јавноста, дали гледате сличности по тоа како политичарите му се обраќаат на народот? Имате ли впечаток дека иста агенција ги води овие кампањи? Па според мене треба да воскресне другарот Тито. Бидејќи он најдобро лажеше, ама беше еден. А сега има стотици политичари што многу лажат. Па да ги подсетам луѓето за претходните, за субрата Рој, за аеродромо, за има еден куп работи што претходниот господин го многу фалеше, тај што сега избега таму некаде и што го многу фале. Според мене, најдобар политичар е што најдобро лаже. Ама нека биде еден. Да не бидат 100 и кусур. И не можам да ја верувам. Треба кај нотар да подпишат пред кампањата, кај нотар да подпишат сето тоа. А дали на народот му треба политичар кој што ќе го лаже? Како, дали му треба? На народот политичар кој што ќе го лаже народот. Има ли народот потреба од таков политичар? Па сите лажат. Нема потреба, фала Богу. Така, благодарам многу што се јавивте во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро во црвена линија сте. Благодарам. Па бака една корекција да направам. Има ли политичар кој не лаже, ама и краде сте требале да напишат. Ја, по моје така ќе дојде. Нема такви, овие борби што се водат кампања едно друго,
не се водат за мене, се водат да дойде на власт да се напунат со пари, а за лъжење ќе правиме градинки, школи, плати ќе зголемиме пензии, автопатишта, едно друго, 300 чуда ќе изнакажеме. Ова, кој ќе дојдеме на власт, све забраваме и одма гледаме, само што ќе добиеме власта, нас не е све скроено што да крадеме и како се краде, знаеме. Само чекаме да дојдеме на власт. А гледате ли сличности или разлики во кампањите? Па добро, видите, на СДС се послаби кампањите од ВМРО, не може да се мерат они, посебно со Груевски. И го спомнав Груевски сега, го повикувам што поскоро по едно кафе да пиеме негдека. Не можат со Груевски да се мерат, може да го напаѓаат, трошел пари, крадел ово, оно, ама барем нешто се виде, ама од овие ништо не се гледа. Мрак, тотален мрак е. Бидете поздравени и убав ден. Бидете поздравени и вие, секако убав ден, останете со црвена линија, секако подосна и со заврти на Телма. Но продолжуваме со гледачите. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Јас верувам дека веќе е повеќе од познато како функционираме. 023070005. Одлично се снаоѓаат гледачите, барем најмалку имаме проблеми со она да се намали тонот на телевизорот, ама секако ќе напоменам на гледачот за да се слушнеме подобро. Стишете го тонот на телевизорот и да зборуваме преку слушалка. Добар ден. Дали ме слуша гледачот? Еве, јас ќе дадам уште некоја секунда време, значи најважно да се намали тонот на телевизорот и да зборуваме преку слушалка. И добар ден. Добро, јас се префрлам на Твитер, барем кога станува збор за темата, твитови може да се пронедат дури и во 2020 година, кои што не отскокнуваат многу од она за што зборуваме, па еве Прч има напишано: кои ги прави тие неискусни функционери и политичари од училиште во фотелја, ни приправници не биле, погледнете ги сериозните држави, какви искусни возрастни политичари ги водат. Така еве напиша Прч. А сега секако ќе ве префрлам на местото кое што се нарекува и профил на Телма телевизија. Неминовно е да кажеме дека нашата тема покрај тоа што на Facebook црвена линија на нашиот профил го вметнуваме и пуштаме секако и на профилот на Телма телевизија. Еве како изгледаме визуелно, ќе потсетиме. Денес зборуваме за тоа зошто политичарите немаат промени во односите со јавноста. Дали според вас станува збор за една иста агенција? Дали всушност народот има потреба од вакви кампањи? И еве можете да гледате паралели некогаш кога поранешниот премиер Груевски водеше кампања, се разбира кога стануваше збор за социјалните проблеми на лице место, така гледаме и сега моменталниот премиер Димитар Ковачевски се разбира како ја води кампањата, односно односи со јавноста. Оно што сакаме од вас да слушнеме, дали вие како граѓани чувствувате некаква разлика, дали гледате некаква сличност или сметате дека едноставно за една иста агенција станува збор. Имаме ли гледач? Добар ден. Поздрав до вас и до телевизија. Поздрав и до вас. Па еве според вас има ли сличности или различности во кампањите кои што ги водат политичарите? Не. Сите важно. Ако не важно, не може да биде политичар. Не може да биде политичар. А народот има ли потреба еве од политичари кои го лажат? Ја до малку ќе кажам, Груевски не лажеш, ама друг няма. Нема така. Сите лажат, сите крадат, сите носат. И ништо од држава не прават. Да си одат помоше, да дојдат други што не лажат. Ама такви нема во Македонија. А
на каков политичар би му уверувале? Најверојатно се исклучи гледачот. Добро, благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Драги мои, продолжуваме со реклами. А по рекламите време е да ги соопштиме и резултатите од денешната Инстаграм стори анкета. Сега кога ќе ве потсетам да следете не задолжително на Инстаграм и веќе утре учествувате во новата анкета. А на денешната, на прашањето дали им верувате на политичарите и зошто не, со да одговорија 10%, а со не 90%. А сега ќе ве потсетам 100% добра забава и секако многу награди следуваат за кусо време. Ги поканувам сите гледачи на Црвена линија да останат на програмата на Телма и да се вклучат на заврти на Телма. Јас во другата канцеларија ќе бидам и веќе се подготвени новите прашања за квизот, па еве вака чиребу чиреба, ќе дозволам да ви прочитам едно. Подгответе се, прашањето е: кој е основачот на современа Германија? Бисмарк или Балзак? Се гледаме за кратко.